Кога губите некој близок, особено ако станува збор за член на потесното семејство, е исклучително тешко. Уште потешко е во тие мигови на огромна тага, кога згаснува живот на вашиот близок, да размислувате во насока на спасување на нечи туѓ живот. Но токму вашето такво размислување, желбата и силата да се издигнеме над тагата и да се помогне на некој што него ни познаваме, за мене представува чин на крајна несебичност, чин на дарежливост, кој што не може да се спореди со ништо друго. Највисок чин на хуманост. Маре, вашата мајка почина пред 2 години. Тогаш вие и вашето семејство дадовте согласност да се донираат 2 бубрега од вашата мајка. Тогаш, а верувам и сега, се уште предпоставувам дека ви е тешко да зборувате. Но можете ли барем малку да го споделите вашето искуство, да ни кажете како се решивте на ваков чекор? Искрено, навистина не бев подготвена за такво нешто, бидејќи кај нас не е толку транспарентно органодарителството и кога губите некој близок, не ни помислувате на такво нешто. Значи, сето тоа дојде по иницијатива на докторка Маја Мојсова од Карел, која ни спомна, ни кажа дека постои таква можност. И јас и брат ми се одлучивме да ги донираме бубрезите на мојата мајка. Верувајте, не е тешка одлуката да донираш органи од некој твој близок. Тешка е одлуката и сознанието дека тој близок го немаш повеќе, дека нема никаква надеж повеќе за него. А одлуката да донираш навистина не е тешка, затоа што тамо надвор има луѓе, нечи деца, родители, ќерки, синови, кои што животот го живеат секој втор ден, не секој ден како нас, туку буквално секој втор ден, бидејќи го живеат денот кога не се на диализа. И верувајте, и после 2 години, во ниеден миг не сум се покајала што на некој човек му дадов шанса да го живее секој ден од неговиот живот. Никогаш не сум разговарала со мојата мајка на таа тема, меѓутоа пресудно за да се одлучам на такво нешто е првенствено што си ја познавав својата мајка. Таа беше човек која што се споделуваше со другите. Едноставно знаев дека и таа би ме поддржала во таа одлука. Слушајќи ја Мара, јас верувам и Васил, сме преплавени со емоции. Кај Васил преовладуваат веројатно и среќата и благодарноста кон семејството на Емилија Динева. Конечно, тие дадоа согласност за срцето на нивната сопруга и мајка да биде донирано. По успешната трансплантација, вашиот татко, Иван, доби ново срце и, како што самиот вели, го живее својот втор живот. Колку време, Васил, вашиот татко се бореше со здравствени проблеми и чекаше да му биде трансплантирано срцето? Пред се сакам да кажам дека сум многу среќен што се уште што постојат луѓе како Мара и како семејството на Емилија. Треба да бидеме свесни дека со дарувањето на орган не туку само што ќе продолжиме нечив живот, туку и ќе спасиме нечив живот. Да, татко ми сега моментално го живее својот втор живот со полна енергија. Кај него состојбата се вложи во рок од 6 месеци. Значи, дознавме дека има некоја срцева слабост, но самите доктори рекоа дека тоа ќе се среди
доколку се направи коронографија и не знам, уште неколку процеси, но со самата коронографија не се промени ништо во неговата здравствена состојба. Од ден за ден стануваше све полошо. Каква беше вашата реакција кога ви јавија дека има срце кое што одговара на вашиот татко? Може ли да ни кажете како се чувствувавте во тие моменти? И може би за време и по завршувањето на самата интервенција? Утрината кога ми се јави од клиниката за кардиохирургија, мене ми известија дека треба татко ми да иде на контрола. Не ми кажа зашто све се работи. После по разговорот со мене му се јавиле директно на татко ми да му кажат дека може би имаат донатор кој со соодветни параметри за неговата операција за срцето. Ми се јави мене да ми каже дека е исплашен, дека не ќе доди. Тој момент искрено се чувствував многу среќен, исплашен, но воедно и тажен поради тоа што знам дека некој веќе го загубил својот живот за да се спаси животот на мојот татко. Се упатив кон него и само му кажав, тоест го прашав дали сака да живее или сака да продолжи да живее со истиот проблем се додека не дојде крајот. Он рече дека му се живее и дека сака да се бори. Се упативме на клиниката за кардиохирургија и почнаа подготовките за првата трансплантација во нашата земја. Мар, вашата согласност да бидат донирани двата бубрега од вашата мајка е акт кој што зборува сам за себе. И може би е неблагодарно да прашам, но имате ли нешто што би можеле да им кажете на семејствата кои што се нашле во таква една тешка ситуација да може да даруваат некој орган на друга особа? Истото прашање и до вас, од друга перспектива сепак. Што би им порачале на семејствата кои што со загубата на свој близок би можеле да спасат нечи живот? Секако би им порачала воопшто да не размислуваат околу таа одлука, бидејќи, како што напоменав и претходно, загубениот близок е загубен близок. За него не можеме повеќе ништо да сториме. Меѓутоа, има луѓе за кои што навистина можеме многу да сториме. Би им препорачал да не се двоумат, да не размислуваат, да заборават на сите станати работи, него да мислат дека тој орган што тие ќе го даруваат ќе продолжи да функционира. Пошто е примерот на мојот татко. Срцето на Емилија се уште чука. Сакам да верувам дека овој наш разговор, кој што е исклучително емотивен, но ќе предизвика позитивни чувства кај другите и дека ќе придонесе останатите граѓани барем за момент да можат да размислат дека од секој лош може и да излезе некој добар момент. Нешто што е добро, нешто што е благородно, нешто што е исклучително хумано. Ви благодарам денес што бевте овде и останете со добро здравје и чувајте се.